Јас се гордеам и како прилепчанец на правењето на овој булевар кој што е современ со сите стандарди на булевар и мислам дека е еден од подобрите во нашата држава. Не секој град може да се пофали со ваков еден булевар, без разлика што злите јазици кажуваат поинаку. Она што сакам да го кажам дека висината на средствата кои што ги оддели општина Прилеп се околу 62 милиони денари и не само ова што се гледа како инфраструктура надземна на булеварот, исто така се направи подземна инфраструктура со комплетна реконструкција на водоводната примарна и секундарна мрежа на овој дел, на овој потек од булеварот. Исто така и атмосферската канализација се направи нова. Целото улично осветлување исто така се направи ново на овој дел од булеварот. И тоа булеварот од споменикот Карпалак до Домот на културата Марко Цепенков и од Апекс до Прилепски бранители до Кружниот тек. Овој булевар, освен 4 коловозни ленти, има велосипедски патеки надвор од коловозните ленти, со уште еден знак дека безбедноста на велосипедистите е подобра. А најмногу ми е драго што пешаците се најбезбедни на овие широки булевари, каде што, да кажам, и сите знаеме, и тоа е поентата на цело ова, се нема паркирање на моторни возила на овој дел од булеварот. Исто така направени се тактилни плочки за безбедно и несметано движење за лицата што имаат ослабен вид. И за лицата што имаат хендикеп, сите направени се сите пристапни рампи до сите пешачки патеки и до семафорите. Јас слушнав денеска сум овде во Прилепско-Пелагонискиот регион. Слушнав дека опозицијата обвинува дека 1 милион евра е прескапо за овој булевар. За овој булевар. Морам само да кажам вака, еве. Овој булевар е 800 пати поевтин од Скопје 2014. Е 60 пати поевтин од имотот на ВМРО ДПМН, кој што е над 60 милиони евра. Е поевтин од тој лавот во Скопје, што е 1.400.000 евра, или 1.800.000 евра тие златните огради. Тоа се пари на прилепчани. Овој булевар со својата подземна инфраструктура, со овие по 2 дупли коловозни ленти, со зелениот појас натре, со ова велосипедска патека, со ова писта на шеталиште овде, во срцето на Прилеп, за 1 милион евра, на компетативни основи, распишени 36 милиони денари за гранитот, за 22 милиони денари е набавен од Крин. Истиот Крин кој што го даде гранитот на Струмичкиот плоштад. Ова е вековиште. Ова останува на сите други. Лавот не може да го користиме. Лавот е 1.400.000 во Скопје и за жал само такви споредби може да направиме. Сакам во тоа име да најавам